Здраво, јас сум Драги Наџински, градоначелник на општина Берово. Како посебна единица на локалната самоуправа работиме во функција на остварување на заедничките потреби и интересите на граѓаните што произлегуваат од карактерот на општината и надлежностите кои ги извршуваме преку органите избрани непосредно од граѓаните, градоначелник и совет на општината. Напорите кои ги правиме за партиципативно учество на граѓаните во креирањето на локалните политики и мерки ја направија општината современа институција која работи целосно во функција на граѓаните. Географската поставеност, климата, природните ресурси и традицијата ја прават општината атрактивна дестинација за живеење и одмор на многу туристи од целиот свет. Наша основна должност е да им овозможиме на граѓаните пристап кон основните информации за услугите што им ги обезбедуваме. За извршување на своите надлежности, општината има основано јавни служби во согласност со законот кој тоа го определува. Локалниот економски развој е една од најдинамичните и најзначајна функција во општина Берово. Со оглед на тоа дека е нова функција во процесот на децентрализација, представува особен интерес за граѓаните затоа што ги опфаќа секојдневниот живот, вклучување на јавниот, приватниот сектор, невладиниот сектор, бизнис заедницата. Но исто така представува и соработка на локално ниво помеѓу институциите и општината, представува соработка во регионот со регионалните институции и националните здруженија. Локалниот економски развој пред се може да донесе особени и значајни резултати во делот на меѓународна соработка. Тука особено би ги истакнал проектите кои што се од прекугранична соработка и кои што се средства добиени од Европската Унија, и мислам дека тоа се средства кои што не се наши даночни обврзници, а се дел од Европската Унија и го заштедуваат буџетот на општината. Тоа се значајни резултати кои што ги постигнуваме на полето на меѓународна соработка. Во однос на другите полиња како што е изработка на стратешки документи, нашата грижа и планот е тимот за локален економски развој да не биде само вработените во општината. Тука спаѓаат организациите, институциите и формирање на таков лер тим кој што ќе овозможи подобра соработка помеѓу општинските институции на локално ниво и сите институции кои што ги имаме и граѓаните во заедницата. Тоа подразбира стратешки документи кои што се креирани во заедницата и такви ги имаме неколку. Јас сакам да го напоменам последниот документ кој што го издвоивме и беше изработен во 2014 година, тоа е стратегијата за локален економски развој и таа важи до 2019 година. Исто така во делот на документација која што е потребна за понатамошен развој на општината е стратегијата за енергетска ефикасност, потоа стратегијата за социјална вклученост и ред други документи кои што ги имаме и се потребни за еден општ развој. Се со цел да се создаде динамичен, забрзан развој, соработка помеѓу сите институции на локално ниво. Оделението за инспекцијски надзор е надлежно за спроведување на законските прописи од областа на комуналните дејности, заштита на животната средина, локалните патишта и улици, градежните дејности, просветата и образованието и комуналниот ред на територијата на општина Берово. За таа цел, во рамките на оделението постојат соодветни инспектори кои со својот надзор придонесуваат за спроведување на законските прописи на територијата на општината. Овде граѓаните може да се јават доколку имаат соодветни проблеми за кои се надлежни инспекторите во ова оделение. Ингеренциите на оделението за урбанизам при општина Берово е донесување на урбанистички планови и спроведување на истите. При донесувањето на урбанистички планови за градот Берово и за населените места, за 8 населени места, урбанистички планови за село, се користат податоците од катастерската подлога, ажурирана катастерска подлога и потребите и се следат потребите на населението. Урбанистичките планови ги носиме од страна на Советот на општина Берово по претходна спроведена постапка и добиени согласности од надлежните институции. По спроведувањето на урбанистичките планови е издавањето на одобрението за градба по електронски пат, преку системот за електронско издавање на одобрение за градба, за кое надлежност е исто оделението за урбанизам.
Во одделението за урбанизам се спроведува и постапката за отложување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање и по пат на непосредна спогодба. Можностите за добивање на дозвола за одобрение за градба се пропишени со определени законски прописи и се спроведува во самото одделение. Одделението за финансиски прашања при општина Берово се врши следење и примена на законските и подзаконските акти од областа на буџетското, материјално-финансиското работење, како и од областа на локалните даноци и комуналните такси. Во локалните даноци влегуваат данокот на имот, данокот на наследство и подарок и данокот на промет на недвижности и права. Таксите се поделени на локални и административни такси. Во локалните такси влегуваат таксата за привремен престој, комуналната такса за фермарина, комунална такса при регистрација на возила, комунална такса за користење и одржување јавно осветлување, комунална такса за користење на простор пред деловни простори, комунална такса за користење на јавни површини, како и надоместокот за редување на градежно земјиште. Одделението покрај применати следното на законските прописи, основна задача е изработка на буџетот на општината и неговото извршување. Значи, во надлежностите на одделението за финансиски прашања влегуваат и управувањето и контролата на средствата, изворите на средства и нивната вредност. Општина Берово успешно ги користи средствата од претпристапните фондови на Европската Унија, од програмата ИПА за прекогранична соработка на Република Македонија и Република Бугарија. Успешно реализираните проекти од ИПА програмата се гледаат преку се поурбаниот изглед на градот, во кој што се опфаќани повеќе таргет групи од бизнис секторот во регионот, па се до децата. Старата зграда Партизан преку оваа програма беше реконструирана и доградена, со што се доби модерен и современ бизнис инкубатор. Кеот на реката Брегалница доби сосема друг изглед, доби урбанизирано шеталиште, скејт парк за младите, клупи за одмор на постарите и повторно стана место каде што граѓаните можат да се одморат и да се рекреираат. Во тек е реконструкцијата на градинката 23 август во село Русиново. Со реконструкцијата, најмалите ќе добијат топла и модерна градинка, а пред се енергетски ефикасна. Со тоа можеме да кажеме дека Берово полека, но сигурно станува модерно и пријатно место за живење. Територијалната противпожарна единица во Берово од 2005 година наваму работи во склоп на општина Берово на територијален принцип за општината Берово и за општината Пехчево. Значи покрива територија од 595 км² за општина Берово и 297 за општината Пехчево. Работи со 15 пожарникари, кои 13 професионални возачи и 20 пожарникари. Територијалната противпожарна единица во Берово располага со 3 автоцистерни и едно теренско возило Лада Ниво. Надлежностите на територијалната противпожарна единица се првенствено гасењето на пожари, меѓутоа и постапувањето во елементарни непогоди, како и во други ситуации со цел давање услуги и пружање помош на граѓаните со цел подобрување на животот и квалитетот на живеењето во општината Берово и Пехчево. Во текот на своето работење, според плановите и годишните програми, територијалната противпожарна единица спроведува повеќе вежбовни активности во самата единица, во кругот, како и во основното и во средното училиште на општина Берово и во повеќе работни организации со цел доближување на граѓаните до противпожарната служба, нивно поблиско информирање и запознавање со техниките и тактиките на постапување на пожарникарите во животозагрозувачки ситуации. Акциите се спроведуваат со цел да се намалат ризиците од настанувањето на штети од пожари, поплави, земјотреси и други непогоди кои можат да ги загрозат граѓаните. Соработката на територијалната противпожарна единица со другите единици од другите општини е на високо ниво. Исто така се трудиме да ја придлабочиме соработката и со меѓународните организации. Досега имавме успешна соработка со операција Флоријан. Сега се во тек интензивни активности за зголемување на соработката со побратимената општина од Франција Ливаро.
Наша основна должност е да им овозможиме на граѓаните пристап кон основните информации за услугите што им ги обезбедуваме.